Прашањата беа конкретни во однос на нашите податоци што се содржани во извештајот, во однос на подобро појаснување во одредени заклучоци што сме ги дале. Дискутиравме за членот 22 како да го протолкуваме за идната работа на специјалното јавно обвинителство и во однос на предметното работење како поадекватно или поексплицитно да биде презентирана работата на специјалното јавно обвинителство пред Советот. Вие во една прилика кажавте дека продолжувате со истрагите. Какво е мислењето на Советот во тој дел? Мислам дека јас за Советот нема да кажам, јас презентирав дека ние и понатаму работиме на предистражни постапки и дека ќе отвараме истраги во периодот што следи, не многу скоро, бидејќи анализираме многу голема документација за предходни предистражни постапки, новоотворени, а во однос на тоа дали ќе покренуваме обвиненија, се надеваме до тогаш дека некои законски решенија ќе се изменат во прилог на специјалното јавно обвинителство, а доколку не се случи тоа, во тој момент кога ќе донесеме одлука ќе биде и Советот и другите институции известени за нашето постапување. Прашањата кои беа до мене упатени, како ја оценуваме работата на специјалното јавно обвинителство, со самото тоа што ви реков дека ние на денешната 28 седница ги усвоивме разгледавме и усвоивме четвртиот 6-месечен извештај и предходните два, тоа само по себе извлекува дека заклучува дека оценката е позитивна. Тука нема меѓутоа, но има едно мало но. Ние сакаме да го издвоиме последниот 6-месечен извештај, кој одразува конкретен напредок во работата на јавното обвинителство за следење на законските на следење на, како те правилен веќе називот, на комуникациите, затоа што имаме конкретни бројки со број на опфатени лица во обвиненија, со конкретни действија и тука на обвинителката и кажавме дека таа наша поддршка ќе ја има, но ќе биде убаво кога еден ден ќе доживееме да видиме како тие обвиненија прошле пред судовите. Каков е ставот на Советот? Да завршам само. И во тој дел, како што реков, нашиот став е, оценката е позитивна, но оптимизмот сепак е само умерен. Пошто времето пред нас ќе покаже што всушност е сработено од страна на тоа обвинителство. Во делот на што Советот најде како замерки, ние тоа ќе дозволите дека можеме некои работи меѓу себе да си ги кажеме и што е за поздравување во моментот, тоа беше очигледната спремност на обвинителката да ги прифати забелешките и прифати дека во понатамошниот период тоа што Советот како забелешка го има ќе биде коригирано. Каков е вашиот став во однос на тоа што обвинителството и понатаму отвара истраги, а нели периодот за ова веќе помина? И во однос на обвинителката, значи што има ново? Во меѓувреме видовме дека беше приведено едно лице па пуштено од полициска станица, беа пронајдени нови разговори. Има ли нешто ново околу сите овие истраги, кои што во меѓувреме ги отварате, а ние не сме запознаени со? Ставот на Советот беше денеска дискутирано без да се заземе конкретен став, затоа што е претенциозно Советот да заземе став на нешто што е законско решение. Меѓутоа, ставот на обвинителката која беше доста експлицитна, која ја и баш и ставив забелешка дека незината експлицитност малце како да не е целостово согласно со извештајот, обвинителката Катица изрази спремност и јас тоа го поздравувам да они продолжат со работа, затоа што така и формулација употребив, полошо од незината работа е незиното неработење во тој дел. Затоа што ние не можеме како држава, како општество, како обвинителство особено не можеме да ја ставаме главата во песок пред нешто што очигледно се случувало. И сега детаљите како тоа понатаму ќе тече, јас знам дека они добро тоа да го проверат пред суд, па нека добијат како било третман и одговор на тоа, но тоа како и да е,
во истраги во предмети во кои имате конкретни сознанија, до малце на поголемо ниво од само индиција. Тоа се некаде основи за сомневање, некаде се основани сомневања. Ние како општество не можеме да го одмолчиме како обвинителство никако и мислам дека ќе се најде варијанта како тоа понатаму да биде изработено и истретирано, затоа што замислете што би било опозитот од тоа, да ги оставиме недоразгледани тие работи. Тоа мислам дека е нешто недопуштено.